Во знак на сеќавање на катастрофалниот земјотрес кој пред 55 години го разурна Скопје, новинарите Свето Стаменов, Искра Чоловик и Васил Тоциновски ја подготвија антологијата Ден судбоносен 26 јули 1963. Промоцијата на антологијата, која се одржа во Домот на културата во Автокоманда, ја отвори градоначалникот Борис Георгиевски, кој го искажа задоволството што токму општина Газибаба го помогна издавањето на ова дело, кое ќе остане за идните генерации, да свидочи за немилиот настан од поновата историја на Скопје. Ние како општина Газибаба со огромно задоволство го поддржавме издавањето на ова антологија, која преку песните кои се распространени на 326 страници, а кои изразуваат големата болка, страдање, тага, но и солидарност со Скопје. Читателите одблиску ќе можат да осознаат многу повеќе за природната непогода, која во 5 часот и 17 минути за само 12 секунди речиси до темел го разорна градот, каде што животот го загубија 1770 животи. Повеќе од 4000 беа повредени, а околу 200.000 остана без покрив над глава. За крај, искрено посакувам оваа трагедија никогаш да не се повтори, а оваа книга да биде вечен символ. Универзитетскиот професор и писател Александар Прокопиев го раскажа своето искуство со земјотресот, кој се случил кога имал 10 години. Тој насловот на антологијата Ден судбоносен 26 јули 1963 го толкува на два начина и потенцира дека Скопје, иако некогаш разурнат и разрушен до темел, сега е метропола со која треба да се гордееме. Со очите на 10 годишно дете, како што бев јас, кога се вратив во Скопје, затоа што татко ми, како градежен инженер, со многу други луѓе, млади, итаа кон Скопје да помогнат да спасат од урнатините и да почнат да градат и санираат. Значи, останале тие гледки на нешто што ви се чини дека е завршено. Затоа што одеднаш од еден преубав град, од малата во кој се игравме, од другарчињата што вика и прескокнува преку зидовите на куките и јавлиите. Одеднаш пред вас имаше само чад, смрдеа и плач. Но, како што во некои од овие песни, во преубавата антологија на Искра Човович, Свето Стаменов и Васил Тоциновски се покажува, веќе во тој миг на страшна трагедија, човечкото дојде најнепосредно до израз. Одеднаш од сите страни на светот гледав како дете во тие правливи улици како доваѓаат камиони со помош. Гледав како војниците копаат, извлекуваат денонокно од урнатините. И ова антологија, иако носи наслов Ден судбоносен, јас го толкувам на два начина. Ден судбоносен затоа што се смени ликот на еден град, но ден судбоносен затоа што новиот лик на градот се изгради со човечката солидарност. Во изданието со своји песни се застапени автори од сите генерации македонски поети, а една од нив е и младата Надица Караколева, која преку свое видување испреќа порака до сите генерации. На 127-та страна во антологијата насловена Ден судбоносен 1963 се наоѓа писната 20 секунди од младата авторка и поетиса Надица Караколева. Токму по тој повод ќе ја прашаме и Надица што е тоа што најмногу ја инспирираше и ја мотивираше да ја напише оваа песна. Добро вечер, благодарам за поканата за едно кратко интервју. Мојата инспирација потекна од тоа што како што гледаме, значи јас не сум го преживеала земјотресот. Слушањето на разните разговори од родителите и од оние кои го преживеале е многу страшно искуство. И како што ми го раскажува, така на некој начин и јас го доживеав, но го доживувам преку да сакам да го објаснам преку песна. Со тоа што
секоја година се одржува како меморијален ден за земјотресот. Оваа година Општина Гази Бабо одлучи да направи книга каде што ќе се одржи од повеќе автори песни, со тоа што една инспирација ми беше да бидам ја дел од оваа книга, со тоа што сакав да ја сврзам, бидејќи многу песни нивниот завршеток е многу негативен, сакав да ја завршам малку позитивно, бидејќи по завршетокот на земјотресот се обединуваат сите нации со тоа што мојата песна има некој среќен крај, кај што затоа ние седиме тука денеска, благодарение на сите земји со помош. Антологијата, која е плод на речиси 2-годишна континуирана истражувачка работа, содржи 182 песни на 90 поети од речиси сите страни на светот, кои преку нив ги искажуваат својата болка и тага за она што го снајде Скопје во тој судбоносен и во црно завиткан 26 јули, но и надежта дека Скопје повторно, како Феникс, ке се крене од пепелта и урнатините. Во прилогот насловен Скопскиот земјотрес и музиката, за прв пат на едно место се собрани текстовите на песните што за скопската катаклизма и за Скопје ги испеа легендите на македонската народна музика Никола Бадев, Васка Илиева, Александар Сариевски и сестрите Мавровски. Компанијата Стенли, Блек енд Декер и Девалт Македонија денеска ги промовираше новитетите кои предизвикуваат голем интерес кај занаетчиите и сите останати кои професионално ги користат овие пред се квалитетни и безбедни производи. Менаџерот за продажба Драган Георгиевски нагласи дека денешната промоција предизвикала голем интерес кај потрошувачите и соработниците на СБД Македонија, пред се поради можноста да се присуствува и на организираната презентација, која подоцна се очекува да се примени во секојдневната практика. Денеска организираме настан кој што е специфично наменет за нашите соработници, нашите партнери. Целта е на лице место да се запознаат, да ги видат нашите новитети, нашите технолошки достигнувања, нашите брендови, да можат практично да ги испробаат, со цел полесно да ги продадат на пазарот. Пораката која пренесуваме дека фокусот на трговците во Македонија треба да биде пласирање на квалитетни и безбедни производи на пазарот, со тоа и да бидат задоволни и потрошувачите и со тоа нормално и да расте и економијата. Георгиевски исто така додаде дека алатите, покрај за професионална, може да се употребуваат и за широка потрошувачка и хоби. Ние нудиме широк опсек, Девалт ние како најпрофесионален бренд, односно профи, наменет за индустрија, наменет за мајстори. Имаме измеѓу класа која што е Стенли Fat Max, таа е повеќе за ентузијасти и за занаетчи, луѓе што работат сами, што работат се и се што. И имаме за широка потрошувачка Блек енд Декер. Блек енд Декер е светски познат бренд, преку 100 години постои на пазарот и тоа е баш, може да кажеме, хоби алат. Директорката на СБД Македонија Ружица Младиновска посебно го истакна новиот производ FlexBolt батериски програм, кој што нуди можност за повеќе часовна работна ангажираност, без да се појави потреба за полнење на батеријата. FlexBolt апсолутно, тоа е сега, значи, батериски програм. Батериски програм значи дека ти цели 8 сати или 12 можеш да работиш со FlexVolt батерија, една батерија за повеќе врсти на машини кои се комбинираат. Многу е практична, едноставно нема потреба од каблови, нема потреба од влечење од полнење, се имаш на едно место и можеш да работиш перфектно. Покрај тоа има безбедност голема, значи сигурност и позади се ова стои фабрика, стојат сервисни служби. Значи стои навистина цел батальон од стручњаци и инженери, како што и слушнавте цело време дека најголем инженерска група е во Германија која работи за Девалт. Под мотото со Илинден традицијата продолжува. На свечен начин општина Илинден го одбележа патрониот празник Илинден 2 август и националниот празник на македонскиот народ, како и 22 години постоење на општината. За прв пат оваа година на свечената седница што се одржа во салата за совет, општината на двајца стопанственици кои придонеле со својата работа за развојот на Илинден им додели признание наречено клуч од општината.
Ова признание се доделува на правни и физички лица кои со својата поддршка на локалната самоуправа придонеле за побрз развој на општината во спроведувањето на незините планови и активности за овозможување подобри услови за живење, подобрување на животниот стандард и квалитетот на животот на граѓаните на општина Илинден. Добитник на признанието е Друштвото за меѓународен транспорт и шпедиција Дени Интернационал. Собственикот Страшко Јакимовски за Прваскопска рече дека компанијата постои од 1991 година и цели овие години успешно функционира на територија на општина Илинден. Во компанијата работат 3 оддели: шпедиција, транспорт и магазинско работење. Ова признание ќе ги мотивира и понатаму да продолжат со успешна работа. Признанието клуч од општината го доби и Момчило Николовски, кој на општина Илинден и подарил деловни простории од 400 метри квадратни, каде што ќе се смести јавното комунално предпријатие Илинден. Како што истакна Момчило, тој и претходно имал инвестирано во општина Илинден, учествувал во изградба на улици во должина од 2 километри, а како што рече, општина Илинден и понатаму ќе ја има неговата поддршка. Во рамките на одбележувањето, жителите на Илинден имаа можност да уживаат во атмосфера каква што може да понуди амфитеатарот во паркот Галерија на отворено, во настапот на нашата музичка легенда Владко Стефановски, кој беше специјален гостин на вечерта. Владко за Прваскопска рече дека присутните ќе може да уживаат во концерт каков што свират по сите фестивали и летни концерти оваа сезона. Се заблагодари на општината што го поканила токму тој да гостува во пресрет на големиот празник Илинден.